МВР дури сега ќе распишува меѓународна потерница за првоосомничениот за убиството на Денис Тот. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој се појави дури 4 дена по убиството, не знал дали тој се наоѓа во државава, рече дека се прибирали информации, а иако е надлежност на полицијата, немал сознание дали првоосомничениот ги напуштил границите на Македонија. За едно лице се трага, секако дека имаме централен распис, ќе се распишуваат и меѓународна и домашна потерница. Дали е во државата првоосомничениот? Прибираме податоци и информации во однос на сите овие аспекти, работат оперативно колегите и ќе видиме за резултатите од целиот настан истрага. Официјално немаме таков податок дека е напуштил. Сомнежите дека можеби ја напуштил државата ги зголемува фактот што бегалецот е роден и живее во Словенија, а имали доволно време, бидејќи осомничените во полиција биле повикани дури напладне, односно 7 до 8 часа после убиството. За препастувачки информации е тоа што полицијата за инцидентот прво дознала кога тот веќе бил на Карил. Информацијата дека нема траги на насилство се информации кои што ги добиле и полициските службеници кои работат на овој случај. Веднаш после јавувањето во клиничкиот центар, дека, а тоа е процедура која што е стандардна, веднаш после носење на вакво лице се известува полиција, оди на лице место и таму ги добиваме тие информации. Спасовски уверува дека немало обид да се сокрие убиството, иако постојат сериозни сомнежи за такво нешто. За овој случај во притвор се двајца осомничени, додека првоосомничениот е во бегство и не е достапен за органите на прогонот.